Ценам дека сум во законодавен дом каде што, нели, демократијата е прва. Демократијата всушност е и различни ставови, кај што и критики, кај што ќе мора да ги трпите вие пратениците од нас, граѓаните кои што ве гласале, ве избрале. Дека се дава политичка конотација не е точно, бидејќи пред месец дена кога првпат законот беше внесен тука во собрание, лично ние како здружение побаравме одделни средби со секоја политичка група, политичка партија, поднесено барање, пошто може да посведочи архива, и со СДС, и со ВМРО, и со ДУИ, БЕСА, значи тука си пратениците можат да посведочат, дека хендикепот не бира националност, не бира вера, не бира политичка определба, колку чини барем за преживување, онака да не си дозволуваме никаков луксус, колку чини еден живот на лицето со хендикеп месечно. Ова е срамно што се случува. Па може да ги повикате антикорупцијската комисија да ги прочачка тие невладини. Ајде, доста. Бараме, ред. Ова е законодавен дом. Си има процедура, си има минутар. Ова не е пазар, ова изгледа да не е законодавен дом. Вие ги наказувате овие лица за 100 евра месечно. Може би на некој 100 евра не му значат ништо, ги користи за обичен парфем, меѓутоа на овие лица и те како премногу им значат. Така да, ние имаме ситуација каде што слепи лица не создале семејство. Значи, најтешка категорија инвалидизирани лица во колички, немаат деца, немаат маж и жена. И сега братот или снаата, не знам, сестрите, родителите, треба е задолжено да се грижи и лицето нема да добие 4500, нели, на доместок за попречено, само заради тоа што има некаде жив брат. Па може би тој брат е некаде и во Америка, и во Австралија, и него не видел. Ние не смееме да умреме. Еве, јас викам, бар уште 50 години не смеам да умрам, а посакувам да го знам денот кога ќе умрам, да си го земам синот со попреченост со мене. Може би читавте табу тема мајките на децата со попреченост. Јас нема да го дадам на друг, ниту сакам животот на другиот син да биде уништен, како што е мојот и на многу семејства на овој тип на попреченост на деца. Ако веќе има обврска братот, сестрата и другите роднини да се грижат и да го згрижат, треба да имаат надоместок, треба да имаат моменти каде што може да го остават својот брат или сестра, за да се посветат на нивните деца. Затоа ве молам, исправете ги овие големи неправди, бидејќи се влечат со децении наназад. Но вие, господа пратеници, пораката е до вас, ги користите субвенциите за ваше дополнително работно време, патни трошоци кои се енормни. Па затоа мислам дека овој закон треба да се усвои во корист на граѓанинот. Имаме решение каде социјалниот работник прашал комшија дали дотичната особа има право на социјална помош. Комшијата кажа, не, добри се студирани. И врз основа на таква изјава му е скратена социјална помош, еднократна помош или пак за инвалидизирани лица или по диагноза, по болест и така натаму. Има многу неспроведување на законските регулативи. Мојата порака е за овој закон да има првин едукација и строга одговорност